Зајачето и волшебниот Снешко. Во една шумичка, помеѓу корењата на огромен столетен даб, Дуво си беше направило едно малечко, снежно бело зајаче со сиво опавче. Зајачето секој ден одеше низ шумата и си собираше коренчиња, сено, репки и бобинки, за првиот снег да не го изненади и да си седи дома на топло. Во дувлото зајачето си намести шпајс за храна и дури откако ќе го наредеше од дното до врвот, стануваше спокојно дека ќе има доволно храна се до првиот пролетен ден. Еден ден, трагајки низ шумата, сосема неочекувано, зајачето стаса до незиниот крај. Пред него се испречи висока и долга ограда со дрвени прачки. Зајачето беше љубопитно и сакаше да дзирне што се крие зад оградата, па под неа започна да копа тунел. Откако го ископа тунелот и се протна низ него, зајачето се најде во една градина со секакви зеленчуци. Имаше зелки, моркови, цвекло, прас, тикви и уште многу други вкусни работи што дотогаш зајачето ги немаше видено. Пресреќно, со запчињата веднаш и се фрли на најголемата зелка во градината. Гризеше, крцкаше и по кратко време ја одгриза зелката од кочанот и почна да ја тркала кон дувлото. Но, кога стаса до оградата, зајачето увиде дека тунелот под оградата е претесен за толку голема зелка, па мораше да го прошири. Тажно воздивна и се фати за работа. Копаше и копаше и дури откако убаво се измори, тунелот стана доволно широк за да ја собере зелката. Ја истурка зелката низ тунелот, но сега пред него се испречи целата шума. Тркалаше и тркалаше, речиси цел ден и го фати ноќ дури стаса до својот дом. Кога требаше да ја внесе зелката во својот дом, свати дека зелката е преголема за влезот во дувлото. Зајачето мислеше и мислеше и реши да ја подели на парчиња, па цела ноќ гризеше листови од зелката и ги редеше во шпајзот. Откако од зелката не остана ниту едно ливче, си влезе во своето дувло, си легна на креветчето, се покри со хекланото кебенце и од умор веднаш заспа. Го преспа сиот ден и сета следна ноќ. Утрото кога се разбуди, зајачето се уште беше многу уморно, секое мускулче го болеше и свати дека зелките бараат многу работа и дека е подобро да си зема моркови од градината. Дојде следното утро. Сонцето блескаше, а зајачето подготвено одскокна до оградата на градината. Се протна низ тунелот и кога излезе, само што не падна во шок. Градината беше празна, сите зеленчуци беа собрани, а земјата беше целата испревртена. Зајачето седна, длабоко воздивна и разочарано гледаше во празно. Одеднаш, во куќата кај градината здогледа морковчиња. Веднаш потрча кон нив, но некој чуден, невидлив ѕид го удри по носето. Морковите беа внатре, а тоа беше надвор. Мрдна со носето лево-десно и почна да размислува како да го победи ѕидот. Се врати дома и почна да мисли и размислува. Никако не можеше да свати што да прави, зашто никогаш не беше видело прозорец и така се умори од мислење и заспа. Утрото го разбуди силна светлина и мирис на зима. Побрза да излезе надвор и вида дека ноќта паднало снег и дека зимата стапнала на прагот. Тоа значеше дека доколку сака мирна и убава зима, со доволно храна, следните неколку дена ќе мора да го наполни својот шпајс. Касна малку од зелката и излезе да бара храна. Нозете самите повторно го одведоа во градината. Во градината на снегот здогледа 3 топки снег,
како човече, со тенџере како капа, црвен шал околу вратот, метла од едната страна, јагленчиња наместо очиња и морковче како нос. Пресреќно, зајачето отиде до Снешко и му го грабна носот, го стави во уста морковот и почна брзо да трча кон својот дом, како да го бркаат волци. Влезе во дувлото, го стави морковот во шпајзот и излезе да собира бубинки. Следниот ден зајачето пак отиде кај градината и пак на Снешкото најде морков. Го зема и пак отиде до својот дом. И така неколку денови зајачето одеше во градината и секој ден го крадеше носот на Снешко. Каква е оваа магија? Каков е овој волшебен Снешко? Се запраша зајачето и мрдна со розевото носе лево десно, а потоа одскокна до Снешкото и повторно го зема морковот. Кога го стави морковчето во шпајзот со храна, зајачето виде дека шпајзот е веќе полн и дека има доволно храна за цела зима. Изутрината, зајачето реши пак да оди во градината кај волшебниот Снешко и да му се заблагодари за сите моркови. Со себе зеде едно шарено лонче што го имаше најдено во шумата и му го однесе на волшебниот Снешко, кој очигледно уживаше во такви модни додатоци. Кога стаса во градината, зајачето виде дека Снешко повторно има морков. Но сега зајачето имаше доволно храна и со огромна благодарност го остави подарокот кај Снешко, мрдна со носето лево десно, се насмевна и си одскокна кон својата дупка, топла и полна со храна.